Добар ден, почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Сојузот на стопански комори Трајан Ангеловски. Господине Ангеловски, главна тема во изминатите денови е договорот со Бехтел и ЕНКА за изградбата на коридорите 8 и 10. Што ќе значи изградбата на овие автопати за бизнисот? Бизнисот секогаш во изминатите години алармирал дека капиталните инвестиции се на прилично ниско ниво и дека ни фали квалитетна инфраструктура, се со цел да може македонската економија да се развива. Така да секој денар потрошен во инфраструктура, капитални инвестиции, ние сметаме дека е навистина добар потек и вистински инвестирани средства на вистинско место. Заради договорот се менуваат 8 закони, а договорот за автопатите е тајна. Како гледате на тоа? Полека ова прашање од економско станува политичко, со оглед дека тежиштето е изместено од можда класичен економски договор кој би требало да се воспостави и регулира според законите за јавни набавки, понуди од повеќе компании и така натаму, е донесен во една правна политичка процедура во собранието и затоа сега ние сме сведоци на сите овие дискусии помеѓу опозиција, па сите овие работи кои се јавуваат во овој временски период, така да мислам дека прашањето во овој момент е повеќе политичко отколку економско. Господине Ангеловски, храната на светските берзи поевтинува 12 месеци поред и сега е 20% поевтина од лани, според Агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Кај нас е 20% повисока од лани. Владата обвинува дека трговците се богатат на грбот на граѓаните. Имате ли објаснување зошто така се движат цените? Многу луѓе се иселуваат или наоѓаат вработување во други земји и поскапува и цената на трудот. Одредени кадри, гледате и вие сте сведоци дека ги немаме во онаа посакувана расположливост како што би требало, така да за очекување дека не само храната, туку и повеќе сервисни услуги и други работи кои се јавуваат како трошок во економијата или суровини или енергенти или се останато дека би можело да поскапи. Така да минатата година се случи голем шок со војната во Украина, нагло поскапеа одредени прехранбени производи, меѓутоа во исто време поскапе и цената на трудот и затоа имаме впечаток дека не се вратија цените на храната на посакуваното ниво како што беа изминатите години. Нашиот заклучок е дека никогаш нема да се вратат на тоа ниво. Толку ли е битна цената на трудот? Струјата е поевтина двојно повеќе од лани, според Хупекс. Поевтина храната на светските берзи. Кој е уделот на цената на трудот во производите? Електричната енергија во однос на ланската година е можда 3 до 4 пати пониска. Меѓутоа, оваа цена на електричната енергија која имаме оваа година во однос на 2021 е некаде со 3-40, можда и 50% повисока. Така да ги гледаме во поширок опсек работите, да не ги гледаме во релативен поим од месец на месец, од година на година, затоа што некогаш може да добиеме и погрешна представа за движењето на цените на енергентите. Така да живееме во реален свет, треба да разбереме дека цените се формираат на пазарот слободно, врз база на понуда и побарувачка, и за нас единствена очекувана реакција на државните институции, доколку сметаат дека негде постои одреден систем каде што треба да се реформира, се со цел да се зголеми понудата, тука ја очекуваме реакцијата на државните органи, а ова со замрзнувањето на цените, мислам дека се уверивме дека е работа која е не баш толку посакувана и некогаш може да даде и контраефекти. Господине Ангеловски, ако некој средношколец денеска ве праша што да студирам за утре да имам сигурна работа и пристојна плата, што би му препорачале еве 3 области? Па, очигледно сведоци сме на голем технолошки напредок, дали во IT индустријата или во одредени други слични инженерски индустрии, така да мислам дека инженерството во овој временски период на технолошки промени е можда вистинскиот избор за разлика од одредени
други социјални науки. Имајќи ја предвид и вештачката интелигенција? Мислам дека сите овие иновации треба да ги сватиме во еден единствен правец, дека се направени да му го олеснат животот на секојдневниот човек. Иницијативата Отворен Балкан почна пред повеќе од 3-3,5 години. Се подпишуваат договори, помпезно се најавуваат, ретко се ратификуваат во собранието, до нивна имплементација не сме ни стигнале. Во што е проблемот? Ние исто имаме одредени приметби на ова поле во однос на ефикасноста на имплементирање на одредени идеи. Ние иницијативата Отворен Балкан ја поддржуваме и сметаме дека е исклучително позитивна и корисна за сите економии и земји во регионот. Меѓутоа сметаме дека многу повеќе има политички состаноци, а според нашите анализи има само неколку имплементирани мерки и дека ефикасноста на имплементацијата на овие идеи и мерки треба да биде на повисоко ниво. Во што е проблемот? Па веројатно имаме разлика. Реалниот сектор секогаш е поефикасен во своето работење за разлика од политичарите. Претпоставувам политичарите секогаш помпезно ги најавуваат своите идеи, меѓутоа секогаш им фали одреден процент на ефикасност. Подготвена ли е земјава за слободен проток на луѓе, услуги и капитал? Затоа што имаше забелешки од економисти дека, на пример, Србија е побогата од нас, платите се повисоки, дека луѓето би можеле да заминуваат таму. Видете, и во овој момент вие имате слободно движење на луѓето. Со малку поголеми административни бариери или со малку помали. Еве, ние сме сведоци дека во угостителскиот сектор се случува, така да речеме, еден голем наплив на понуди за работа во одредени големи туристички земји во регионот и луѓето масовно ги прифаќаат тие атрактивни финансиски понуди и одат да работат во тие земји. Реалноста е таква. Одредени економии, ако можат подобро да ги платат луѓето од нашата економија, луѓето ќе заминат за подобар живот. И тука не треба да го сваќаме дека е тоа некоја трагедија, едноставно треба да се потрудиме и нашата економија да може рамноправно да им конкурира на овие економии. Во вашите јавни настапи барате македонските фирми да добијат шанса да инвестираат. За каква шанса зборувате? Па ние го истакнуваме тоа во подолг временски период дека нашава земја и нашава економија не им овозможува доволно шанси на македонските компании да инвестираат. Дали станува збор во производни капацитети, не постојат доволно локации за изградба на индустријски капацитети, дали станува збор за енергетиката, дали станува збор за одредени други можности за да вие го привлечете вниманието и тоа на крајот на денот се приметува и според инвестициите кои оваа економија ги продуцира. Добро, каде е кочницата? Влада, министерства, општини? Па, целокупниот систем мора да се реформира. Тоа е еден систем. Општините заедно со владата, заедно со општеството и едноставно сите мора да сватиме дека мораме поквалитетно да работиме, мораме поефикасно да работиме, мораме да испорачаме подобар резултат и на тој начин да го подобриме животниот стандард. Зошто? Во што е проблемот со тие административни процедури? Нема волја, нема знаење, нема луѓе. Што е тоа што кочи? Па претпоставувам комбинација од сите овие причини кои веќе ги наведовте и претпоставувам дека на крајот на денот, ако се надоврзе и корупцијата на сето ова, добиваме еден фантастичен микс како да не се успее на крајот на денот. Владата пред крајот на минатата година најави даночна реформа со која што треба да собере дополнителни 50 милиони евра од даноци. Дополнително, освен тоа, најавија солидарен данок на доход за фирмите кои што во кризата заработиле повеќе од претходните години. Како гледате на тие најави? Ние сметаме дека државните институции пред се треба да се фокусираат на нерационалните трошења кои се појавуваат во јавните предпријатија, во државниот апарат. Ние имаме јавни предпријатија кои со години бележат длабоки минуси изброени во десетици милиони евра и наеднаш овие компании и овие менеджменти на овие компании се амнестираат и се промовира еден нов систем на солидарност кој на крајот на денот може да постави прашање солидарност на што?
солидарност на неефективното работење на овие сите, дали станува збор за железнички предпријатија, дали станува збор за јавни системи предпријатија. Навистина сметаме дека постои простор за рационализација огромен, намалување на јавната администрација, дури сметаме дека постои можност да се појават и вишок средства, а не намален капацитет на средства, па да се продуцираат нови даноци за прибирање на нови. Но ваков солидарен данок веќе воведоа и многу западноевропски држави. Знаете, западноевропските држави каде што имате вие големи конгломерати на енергетски компании и тој солидарен данок да го примените во една мала Македонија каде што нашата економија претрпе на вистина големи шокови од таа енергетска криза, мислам дека е некомпатибилен пример. Власта ја отвори темата за увоз на работна сила од странство, во услови кога над 100.000 луѓе се невработени во Македонија и уште 200.000 луѓе воопшто не се вклучени во пазарот на труд. Толку ли навистина ни фалат работници? Првенствено сметаме дека треба да се реформира работењето на Агенцијата за вработување, Министерството за образование кој продуцира кадри за кои тешко се наоѓа вработување, и можда да се влијае на сивата економија, се со цел домашниот проблем да го решиме. Меѓутоа, одливот на работници кои се вработуваат во одредени држави од регионот или во Западна Европа или во други земји каде што се подобро платени, ние на долг рок ќе мораме некако да го надоместиме, така да секако и во тој правец мораме да размислуваме. Фигуративно, ако статистичките податоци покажуваат константно иселување, ние не можеме да имаме еден сад каде што константно имаме истекување на вода, а во ниеден момент да не створиме еден механизам каде што ќе можеме да долеваме течност во тој сад и да го компензираме, да ја компензираме таа загуба. Значи, на долг рок мора да се размисли. Ја споменавте сивата економија. Сметате дека невработеноста не е толку голема? Според наши слободни процени, ние сметаме дека вработеноста е на пониско ниво од официјално прикажаното. Постои можност да еден дел од овие луѓе, иако се водат за невработени, може да се ангажирани во неформалната економија. Од каде би увезле работници? Во Србија има, од Непал, од Виетнам, од Филипини, во Хрватска исто, но платите се драстично поголеми од кај нас. Зошто би дошле од да го поминат пола свет и да работат кај нас за пониски плати, ако може да работат во Белград или, не знам, на Хрватско приморје за поголеми плати? Добра ви е констатацијата. Со вакво ниво на плати нема тоа да се случи, меѓутоа на подолг рок и нашите плати ќе растат и ние ќе дојдеме во ситуација како соседна Србија, Хрватска, Црна Гора или регионот, така да ќе дојдеме и ние во ситуација да мораме на некој начин да ги мотивираме овие работници од тие азиски земји со одредени бенефиции да евентуално прифатат да работат во нашава земја. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам на поканата. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. До гледање.